Токму Зоран Заев бил човекот на кого еден од осомничените му се јавил на телефон во моментот додека полицијата ја спроведувала акцијата Фабрика за афери. Како што дознава Сител од извори во истрагата, осомничениот упатил повик на број регистриран во општина Струмица, на кој одговорил лично Зоран Заев. Нашите извори велат дека кога полицијата пристигнала во Фабриката за афери на СДСМ и почнала да врши претреси, осомничените делувале самоуверено без да кријат дека имаат некаква заштита, но кога полицајците почнале да им ги одземаат материјалите, почнале да вртат телефони. По повикот кон Зоран Заев, набрзо на телефонот на осомничените пристигнал и повик од техничкиот министер Оливер Спасовски, пошто се вжештиле и телефоните во МВР. Ниту Заев, ниту Спасовски не демантираа дека контактирале со осомничените лица. Тој е член на СДСМ и тој е сликан во канцеларијата моја во која што работам. Нема бегање од таа работа, некој се плаши. Јас се гледам со сите луѓе кои што барат. Голем дел од моите сопартици дури ми замеруваат за мојата отвореност, транспарентност, разговори со сите. Реков дека имам контакти со многу лица во Република Македонија. Апсолутно со многу лица и кога ви кажувам дека имам контакти со многу лица во Република Македонија, тоа значи дека контакти се можни од секаков аспект. Извори на Сител велат дека вечерта кога се спроведувала акцијата владеела вистинска паника во СДСМ, а Спасовски бил испратен во МВР да провери што се одзела полицијата. Но јавното обвинителство било подготвено за тоа и не му дозволило на Спасовски пристап до запленетите материјали. Полициски извори велат дека во паниката Спасовски дури и си го заборавил палтото. Спасовски денеска демантираше дека контактирал со осомничените додека траела акцијата. Апсолутно нема таква работа, нити сум разговарал, нити за било каква тема. Комплетната акција за разбивање на Фабриката за афери на СДСМ според извори од истрагата била максимално конспиративна и за неа знаеле само оние кои требало да ја спроведуваат. Во неа покрај прислушуваните разговори и доказите за фалсификуваните лични карти и пасоши, полицијата пронашла и фалсификувани бугарски пасоши со имињата на премиерот и останати високи функционери на ВМРО ДПМН. Целта било фалсификатите преку медиумите под контрола на СДСМ да бидат објавени непосредно пред изборите за да се урива рейтингот на владеачката партија. Покрај ова, Фабриката за афери на СДСМ готвела и фалсификувани образци од сметки во швајцарски банки. Во нив требало да се вметнат имињата на функционери на ВМРО ДПМН и ДУИ и во предизборниот период да може преку медиумите да бидат обвинувани за незаконски милионски трансакции.